И добро вечер, почитувани гледачи, добредојавте во уште еден неделен отчет на градоначалничката на градот Скопје Даниела Арсовска. Добредојавте во наше Скопје. Градоначалничке, добро вечер уште еднаш. Добро вечер и на вас и повторно благодарам за можноста да пред граѓаните представиме што се работело во измината недела. Имаме еден проблем во Македонија кој што се провеува повеќе години и секој се труди тој проблем да го искористи во сопствена корист, во смисла на тоа да добие некој политички поен, плюс особено кај младите, а тоа е трендот на иселување на млади од државата. Знаете, веќе 20 години таа партија што е во опозиција тврди дека младите сега тек почнале да се иселуваат заради неубавите политики на власта. Вие имате една многу интересна иницијатива токму за младите. Собрание на млади. Формиравте такво тело. Што значи собранието на млади? Како ќе функционира? Добро, собранието на млади е една практично начин, форма, платформа преку која што ќе се работи во градот, односно ќе биде она собрание кое што ќе работи на изборот на членовите на младинскиот совет, кој што е дел од реформите кои што треба да се направат, а се врзани со законската регулатива на усогласување која што треба да се направи во единиците на локалната самоуправа и конкретно тоа е нешто кое што градот Скопје имало обврска да го направи и досега, меѓутоа еве сега за прв пат се формира и овој совет на млади и собранието како еден од чекорите практично да стигнеме до советот на млади. И ова ќе биде една од оние платформи која што ќе работи, која што ќе делува прво да го се слушне гласот на младите, нивните политики кои што тие би сакале практично да бидат пренесени, односно да бидат имплементирани во секојдневието, особено на локално ниво, да се најде начин како да се имплементираат. И пред се ова што го споменавте за иселувањето, да, можеби едниот момент е тој дека на младите им е неопходно да знаат дека постои некаква иднина која што е врзана со тоа да останат дома и да можат да работат, да заработуваат, да се гледаат себе си, својот живот тука кај нас во Македонија. Тоа би требало на сите да им биде цел. Меѓутоа, исто така подеднакво треба да работиме и да делуваме на втората работа која што ги загрижува младите, а тоа е дека живееме во една држава во која што нема систем каков што сакаме да има. Тоа е едно од нештата кои што најмногу сметам дека председателот на државата Стево Пендаровски самиот кажа ако не бил председател тој би си заминал. Мислам дека ова што кажувате сте во право. Младите во Македонија се деградирани и подценети се нивните капацитети и немаат доволно можност да се искажат, ниту нивните идеи да бидат слушнати, освен ако не се дел од некаква политичка партија или нели некаде треба да молат за да ги артикулираат своите идеи во реалност. Кој се може да се пријави да биде дел од ова собрание? Тоа е јавен повик, значи во јавниот повик е истакнато кој се може да биде тука, имајќи ги во предвид не само организациите, туку сите оние кои што можат практично да поднесат апликација и да номинираат некој кој што би требало да биде представник во ова собрание практично за млади. Младинскиот совет понатаму ќе биде избран од телото од ова собрание. И генерално сметам дека ова е еден чекор можеби да се придонесе барем на локално ниво за она кои што се потребите на младите, меѓутоа треба да се има една целисходна стратегија, една национална стратегија за начинот на кој што би требало да се задржат младите тука, а тоа пред се треба да биде преку имплементирање на систем во она кој што тие сметаат дека во овој момент недостасува, а воедно и да се стимулираат да можат да се самовработуваат, да се стимулираат во делот на иновациите, во делот на дигитализацијата, на делот на надградувањето, на преквалификација, на доквалификација. Ние сме покажале, јас тоа знам многу често да го кажувам дека сме држава која што има паметни луѓе со добри идеи. И верувам дека ако сите ние кои што ги гледаме овие примери низ целиот свет како знаат да се вреднувани, знаат да се ценети, знаат да успеат практично со овој свој труд и со овој свој ум, дека истото сигурно може да го постигнат и тука во Македонија. Можеби ради тоа што сме едно политизирано и поларизирано општество не ја добиваат во целост својата шанса, меѓутоа треба да се направи се што е можно да се види дека постои некаква иднина за тоа дека ќе се променат овие работи. Постои ли можност оваа иницијатива да се политизира, да се стави во функција да се инструментализира ова тело во политички цели, во смисла на тоа дека политичките партии би можеле
нели тука да фаворизираат нивни партиски кадри. Вие сте сепак независен не кандидат. може да се знаете како, не може да се инструментализира ништо затоа што на крајот се гледа дали овие луѓе кои што работат на таа одредена проблематика имаат заедничка цел или немаат заедничка цел. Онаму каде што се докажало дека си има заедничка цел, тоа е крајната цел во овој случај да се имплементираат политики за младите на локално ниво, се гледа низ работењето на секоја една организација, во овој случај на Советот и на Собранието кои што ќе се формираат. Верувам дека прво изборот треба да биде избор кој што ќе се базира на меритократија, на квалитети, на кое што самите овие номинации ќе го понудат, а понатаму ќе се види практично и низ самите насоки кои што ова тело ќе ги превзема од аспект на тоа да се креира политика за имплементација на локално ниво, дали е тоа така или не. Во секој еден случај ова е едно како можам така да кажам, тело кое што треба да придонесе во делот на градење на политиките на младите и доколку тие не работат во таа насока, во секој еден случај самите тие се оние кои што ќе изгубат во целиот процес. Ако е целта да покажеме, да демонстрираме дека може нешто да се направи што е подобро, да се покаже значителна разлика, тогаш тоа верувам дека и самите граѓани, меѓутоа и самите млади ќе го видат низ самите политики кои што бидејќи имаше една ваква иницијатива на претходната влада на ВМРО-ДПМН во која што се доделуваа грантови за невладини организации, особено за млади кои што потоа беа злоупотребувани како средства, партизирани беа тие буџетски пари. Од тој аспект имајќи во предвид дека тука никакви средства нема инволвирани во практично во самото работење, исто како и овие совети кои што ги формиравме досега, значи тоа е градскиот екосовет, советот за сообраќај, во сите тие нема никакви надоместоци за членовите. Значи тие на добра волја и практично волонтерски учествуваат во работењето, се обидуваат да креираат. Партиите нема да се мешаат тоа. Нема никакви средства, луѓето навистина се обидуваат да придонесат од желба затоа што сакаат нешто да поместат и да променат. И сметам дека тоа е единствениот начин да се види реално некаква промена во општеството. Значи кога има некој кој што искрено сака да придонесе, искрено сака да изгради политика која што е значајна за граѓаните, а преку тоа, значи, можам да кажам и за целото општество и за цела Македонија, да покажат еден добар пример кој што понатаму може ќе биде превземен и во другите единици на локална самоуправа. Имаме навистина квалитетен пример, морам сега да ви кажам, со Советот за женско предприемништво кој што го формиравме во градот Скопје, веќе почна да се размислува и да се разгледува во другите единици на локална самоуправа. Во дел од нив веќе се формираат вакви совети за женско предприемништво, значи кога нешто ќе премине од теорија во пракса и ќе се оформи, ќе почне да функционира, тоа го гледаат останатите и со имплементација на оваа добра практика успеваат да ги пренесат тие искуства и кај себе. Ние во град Скопје покажавме дека може тоа да се направи и пред се сметам дека со самото тоа што внатре работат, придонесуваат луѓе кои што за тоа немаат никаква нити задна намера, нити пак некаков надомес взимаат, дека мислам првенствено дека е доказ дека се работи за искрени честни намери. Да, токму во оваа насока и прашањата кои што ви поставив, веќе има и такви коментари за кои млади се зборува за оние кои што ВМРО и СДСМ ги избркаа од државата, на тоа мислев претходно. Одлична иницијатива која што за прв пат ги става младите во центарот на вниманието, а не како да кажам трето разредна категорија на граѓани за кои што треба државата да се грижи. Гласот на младите е важен, тие најдобро знаат кои се нивните потреби и што е она со кое што се соочуваат секојдневно и најдобро знаат што е она кое што во овој момент им смета и треба да се отстрани, особено во делот на локалното ниво. Не велам дека се ќе биде идеално и дека може работите да се променат, затоа што за тоа треба прво свест и треба, сметам дека одлучувачките фактори на национално ниво да превземат посериозни чекори во градење на овие политики, меѓутоа еве ние на локално ниво со ограничените ресурси и финансиски и човечките капацитети со кои што располагаме, ќе дадеме можност да се направи нешто. Да, баш затоа и велам, кога се сака се може, не е дека нема и средства, но нема ни идеја ниту волја, да речем на централната власт или поголемите политички фактори. Но минатата емисија зборувавме за дупката на мостот во Драчево и онаа драматургија од директорот на ЦУК, Стојанчо Ангелов, кој што нели се снимаше со дупката и слично. Она што заборави тој да го каже тогаш е дека таа дупка таму постои неколку децении. Ја решивте, ја затворите таа дупка, го решите тој проблем? Да, се реши проблемот експресно. Јавното претпријатие улици и патишта успеа да го санира
сметам дека навистина квалитетно и да го реши ова, иако тоа сметам дека е нешто кое што колку што имавме ние информациите ги извадивме од 2008 година. Било континуирано алармирано, ова сега кое што во моментот го правиме и покрај тоа што самите можете да видите дека поради дотрајана инфраструктура се отвараат вакви проблеми низ целиот град Скопје, и не само низ градот Скопје, гледате и низ останатите единици на локална самоуправа, ама тоа е од долгогодишна негрижа. Во овој момент и покрај тоа што многу вакви проблеми се јавуваат, морам да напоменам дека градот Скопје нема надлежност на овие ситуации на кои што анимираш, односно ни информираше ЦУК, иако во конкретниот случај за ова кој што го кажавте, излезе во пресред јавното предпријатие улици и патишта, го санира експресно за 24 часа проблемот, успеа оно кое што не било направено од 2018 година да го средат, меѓутоа гледаме дека се појавуваат и други проблеми, и за овие проблеми треба самите единици на локална самоуправа, односно самите општински власти да си превземат активности таму каде што е нивната надлежност и што е можно поскоро да ги санираат, да не оставаат да се продлабочуваат или пак не де Боже да има некакви жртви, односно да има било какви несакани последици. Многу голем е проблемот со дотрајаната инфраструктура. Јас не знам и каде што се инвестирало во последните години, затоа што многу проблеми гледаме. Еве денеска имаше конкретно на самиот град Кикеј, на една од патеките од граѓаните приметив, забележав дека имаше реакција на тоа дека била испукана патеката, представува практично проблем за оние кои што се рекреираат на самиот кеј, и тоа е прашање зошто така се појавува, затоа што тоа е нешто кое што било направено, односно таа патека била изградена пред само неколку години, не е нешто кое што е навистина одамна, што ги става во прашање не само дотрајаноста на инфраструктурата, туку и квалитетот со кој што тоа се изработило кога било практично правено. И сметам дека треба малку да се разгледаат овие работи посуштински и да се направи систем преку кој што ќе има и одредена одговорност, онаму каде што сите овие работи кога биле правени не било внимавано и се доведуваме во ситуација еве сега поради Па кога се правеа патеките во изминатите 4-5 години, се вадеше бекатонот кој што беше квалитетен, се носеше во Маврово по викендици и се ставаше асфалт. Нормално дека тој е помалку квалитетен од она што значи бекатон плочка, но да не навлегуваме во тие технички спецификации, верувам дека ќе го средите во најбрз можен рок. Кога сме кај мостот во Драчево, кон Драчево, кисела вода Драчево, таму мислам дека имате веќе започнат проект за булеварско решение на Борис Трајковски до крајот на потегот, значи од кисела вода до влезот на Драчево. До каде е тој проект? Тоа е повторно еден од оние проекти кои што нели имаше разни инсинуации дека ете се стопира, се прекинува. Најдовме решение преку кое што се елиминира она кој што граѓаните таму апелираат дека им представува проблема. Тоа е самото решение беше отпочнато да се реализира без да бидат консултирани и без да има практично од нивна страна потврда дека треба да биде одземен делот од нивните дворни места. Вие можеби можевте да видите и реакции од граѓаните кои што истакнуваат дека во моментот кога ќе излезат од својот дом или од својот деловен објект, веднаш излегуваат на булевар, што сметам дека не е добро. Успеавме да најдеме некое решение за тие граѓани таму и за тие деловни објекти. Сега следното со кое што се соочуваме како еден од поголемите проекти е она кое што практично предизвик еден од поголемите, како и за овие сите останати кои што ги кажавме минатиот пат, е дека не биле решавани состојбите пред да се отпочне да се гради. Односно, има голем број на експроприации, тука има голем број на спорни имоти, има голем број на предизвици кои што требало да бидат разрешени пред да се отпочне со градба, за да може тоа да се направи во пократок рок и за да не се соочуваат сега граѓаните со оваква состојба да се движат по траса која што е делумно раскопана, односно која што е нецелосно може да се реализира во краток рок. Булеварите, колку што е важна вертикалната сигнализација, толку е важна и хоризонталната. Почнавте со или продолжувате со на пролетна која што стана летна офанзива, продолжувате со обележувањето на хоризонталната сигнализација? Ова, баш како што ја напоменавте, беше пролетна акција, таа продолжува, значи, во следниот период, веднаш по летните
одмори ќе отпочнеме нова практична акција која што ќе отпочне да се преминува по истиот редослед како што беше тоа претходно. Сакаме да покажеме дека сите оние работи кои што тековно граѓаните ги укажуваат дека се соочуваат со нив секојдневно, а се некои предизвици кои што без разлика дали се од колективен или од индивидуален аспект ќе им го решат проблемот кој што го имаат во нивната општина, може да се реши на брз и ефикасен начин. Во секој случај имаме малку проблем затоа што граѓаните многу често пак и не знаат кои се надлежностите на градот, кои се надлежностите на самата општина. Самите знаете дека градот Скопје е една од единиците, посебна единица на локалната самоуправа, односно има 80 општини и една посебна единица на локална самоуправа, тоа е градот Скопје како метропола. И имаме подвоени надлежности, не може да се раздвојат кај граѓаните што е наша, а што е на самата општина и ние се обидуваме колку можеме да ги разрешиме истиве. Меѓутоа не секогаш нели нормално можеме, дури ако сакаме нешто да разрешиме, не секогаш можеме истото да го сториме затоа што самите прописи тоа не го дозволуваат или пак имаме голем дел на реакции кај граѓаните кога сметаат дека треба да излезе градежна инспекција некаде да реагира, да може да превземе некакви активности и така натаму. Градот Скопје е единствената единица на локална самоуправа која што нема ингеренции во градењето, нема ингеренции во легализација, нема ингеренции во рушење, не може да превзема вакви активности. Единствената која што нема градежна инспекција и така да малку сме лимитирани од тој аспект дека како единица на локална самоуправа имаме посебни надлежности кои што не секогаш се исти со оние кои што самите општини ги имаат. Оваа летна офанзива продолжува и во градскиот парк. Ги реновиравте патеките шетачките патеки во градскиот парк. Што се плановите за градскиот парк? Има ли некој ново изненадување за Скопје? Добро, за градскиот парк отпочнавме со она кое што сметавме дека е најкритично. Отпочнавме со реконструкција на патеките на 9000 метри. Патеки се реконструирани, остануваат околу 1700. Тоа е потасни каде што потешко се пристапува со градежната механизација за да може да се реконструираат, односно асфалтираат. Работиме и на тоа да се отпочне проектот кој што го најавивме, а тоа е нели нормално, верувам дека сите скопјани знаат во делот на Луна паркот. Тоа е нешто кое што е значено, сметам, за сите скопјани, беше силно поздравено, генерации и генерации на млади поминаа кои што немаа можност да видат што значи Луна парк во градот Скопје и верувам дека треба да им го возможиме тоа да го имаат и да можат да растат помладите со она со кое што ние исто така сме растеле. Се работи на реконструкција на дел од урбаната опрема. Морам да напоменам дека има исклучително многу високо ниво на вандализирање во изминатиот период на самата урбана опрема, на сето она кое што е низ градскиот парк и верувам дека ќе превземеме соодветни чекори. При тоа апелирав повеќе пати исто така на Министерството за внатрешни работи, за останатите институции да во рамки на своите надлежности превземаат сето она кое што можат за да се лимитираат, односно на минимум да се сведат овие вандалски чинови. И се движиме понатаму, да, ќе има нови содржини, ќе има нови убави проекти, се финишира новата летна сцена во градскиот парк и има доста работи кои што ќе бидат на задоволство на скопјани реализирани во следниот период. Би сега да ги повикам гледачите кои што веќе поставуваат прашања, да ги постават сите прашања за градоначалничката, на крајот на емисијата ќе бидат одговорени. Околу градскиот парк, кога сме во градскиот парк, таму има езерца кои што се навистина атракција за скопјани и место за релаксација и за уживање. Се планира ли таму да се можеби да се ревитализира тој дел на градскиот парк? Беше запоставен во овие последниве неколку години. Има ограничување кои што и законски не може да се превземат мерки пред истекот на 5 години, значи самите езерца за флората, фауната таму кои што се наоѓа, нема таква можност секоја година практично да се чистат и тоа е нешто на кое што ќе обратиме навистина соодветно внимание во следниот период, да направиме се што е можно
во рамките на ова кое што е измеѓу периодот последниот пат кога биле чистени самите излеца до сега до наредниот пат кога практично може да се направи, односно да се заврши со таа операција и верувам дека барем она кое што може да се санира меѓувремено ќе се обидеме да го направиме затоа што и таа и ни е целта. Меѓутоа во ниту еден случај не можеме да излегуваме од надлежностите или пак да ги кршиме прописите, иако тоа верувам дека на голем број од граѓаните можеби и не им е познато и не им е јасно зошто и како, меѓутоа сепак има и околу таа работа известни прописи кои што мора да се почитуваат. Се работи активно на чистење, повторно морам да апелирам на подигање на нивото на свесноста кај граѓаните. Значи се покрај вандализирањето, се фрла и отпад многу таму, работа службите деноноќно, морам да ги пофалам и апелирам и на самите граѓани, не само за животната средина, туку и има луѓе таму кои што работат, ливот го заработуваат и навистина се трудат градскиот парк да биде едно најубаво место во кое што тие ќе може да си го поминуваат квалитетот до слободното време и викендите и апелот мој би бил и од аспект на тоа да на овие луѓе им улеснат работата која што тие работат секојдневно, меѓутоа и за самите сите и за себе, за своите семејства, меѓутоа и за сите нас останатите да не фрлаат отпад низ градскиот парк и да се потрудиме да го зачуваме. Значи тоа заедно со водно, со парк Шумата Газибаба, исто така со паркот во Сарес, едни од најубавите локации кои што ги имаме во градот и сметам дека треба да ги заштитиме. Освен оваа пролетна летна офанзива, во смисла на средување на градот, имате и голема градежна офанзива. Тоа се започнавте прво како локација да ја уредувате, да ги уредувате улиците во патната инфраструктура, да речам, во општина Ѓорче Петров. Таму, како што кажавте, минатата недела веќе започнавте таа активност. Таму, чинам рековте, 20 улици се прават. Да, нешто на 20 на улици се прават. Тоа беше на барање на градоначалникот на општината Ѓорче Петров од аспект на тоа да се склучи една меѓуопштинска соработка каде што градот Скопје ќе помогне за прв пат да се асфалтираат овие улици. Тоа морам да го напоменам дека таму досега асфалт никогаш немало. Тоа е практично не е реконструкција, туку е изградба на улици, односно асфалтирање. И сметам дека тоа граѓаните го заслужуваат, ете не само во Ѓорче Петров, туку секаде низ градот Скопје, онаму каде што ние имаме можност тоа да го направиме, активно го правиме, го работиме. Продолжуваме истото да го правиме и по останатите општини, таму каде што имаме активна соработка со градоначалниците и каде што нормално е дел од нашата надлежност во делот на постапување, истото ќе го правиме активно во следниот период и оно колку што самиот буџет ни дозволува, затоа што и го напоменавме голем број на пати дека градот Скопје беше оставен навистина во големи долгови, во доспеани, недоспеани побарувања кои што се мултимилионски. И верувам дека и досега до овој момент со сите оно со кое што се соочивме успеавме да го консолидираме квалитетно, работиме на делот на тоа да има праведност и правичност во даночувањето, затоа што голем дел од граѓаните ги има кои што не го регистрираат својот имот за да можат да плаќаат данок на имот и тоа е еден навистина проблем кој што би требало активно да се работи во следниот период, затоа што не смееме да си дозволиме дел од граѓаните да бидат повластени тука. И истото во соработка со институциите ќе се обидеме да го разрешиме, доколку не е возможно ќе пристапиме кон алтернативни методи на прибирање на податоците, меѓутоа генерално на кое што ме радува дека со помош на Американската амбасада и со USAID пристапивме кон еден нов проект преку кој што ќе придонесеме во тоа во следниот период, значи во наредната година да работиме на тоа активно да го изградиме системот на праведно и правично даночење во градот Скопје и да се придонесе практично сите граѓани да можат да го добиваат највисокиот квалитет на услуга, меѓутоа и сите подеднакво да си ги плаќаат своите обврски кон градот. Бевте прозвани од министерот за економија Бектеши минатата недела дека вие сте тие кои што треба да го обезбедите грејењето на граѓаните на градот Скопје, што е небулоза само по себе, од проста причина што со енергетските ресурси ракови државата, а не општините, не единиците на локалната самоуправа. И мислам дека министерот Бектеши малку беше збунет кога го кажа тоа. Вие му одговоривте, и тоа жестоко му одговоривте на неговата прозивка, но пред да ја коментираме оваа ваша
Сега не е расправија, не може да кажа расправија, но Facebook препукување, би сакал да ја погледнеме анкетата која што направивме денес со граѓаните, а токму на тема грејење во Скопје, па потоа да коментирам. Може анкетата. Градско парно. Да. Задоволни ли сте од услугата што добивате? Па да, само малце што проблем е што ако сакаш да се одјавиш, не ти дозволуваат. Не ми се исплати, не живеам таму станот, не дават никога да се одјавиш. 300 они дават, меѓутоа има 300 процедури и додека се одјавиш ти треба на година дена да веслаш. Очекувате ли да расте цената на парното? Да. Едино ако нема дотација од влада, вам не верувам. Добро, прави ли владата доволно за да се справи со оваа криза? Ништо. Да сакаш ќе намали акцизи ќе веш, ништо не прави. Тоа ептен ништо. Така, ја следите ли сега ситуацијата со БЕК, им се одзема денеска лиценцата? На Балкан Енерджи Груп, за дистрибу... Па поради она што се случи минатото зимо, каде што нели се заканија дека ќе го запрат. Некој сака да го земе се, тоа акционерско друштво, не знам зашто како може да... Тоа е приватно акционерско друштво, Балкан Енерджи Груп има добиено лиценца за трговија, за снабдување, да. Ама чим е приватно не може да ја земе ништо. А лиценцата не знам. Лиценцата им одзема, да. Не сум слушнал тоа, не сум слушнал. Дали го користите градското парно грејење? Да, го користам. И како си задоволен од услугата? Задоволен сум. Очекуваш ли да расте цената на парното грејење ова зима? Па, нажалост, очекувам. Мислиш ли дека државата може нешто повеќе да направи да го спречи тоа покачување на цените? Да, секако дека може да направи. Што по-конкретно и зошто тоа не го прави? Немам коментар за тоа, зашто. Да не сме банкрот држава. Не знам што да кажам, од тие теми веќе ми е... А следиш ли што се случува со одземањето на лиценцата на Балкан Енерджи Груп? Не. Дистрибутерот. Нешто прочитав, ама не пратам нешто многу. Ќе биде подобро сега ако се најде друг некој кој што ќе добие лиценца за вршење на... Нема мислење за тоа, нема мислење. Ќе видиме што ќе се направи. Дали користите градско парно за... Да, И како сте задоволни? презадоволен сум. Одлично е парно. Кеш само до безбеда да го платиме парно. Да. Како сте задоволни од услугата? Лошо. Што не се постигнува температура? Не се степени ништо повише. Добро, во однос на цената еве се очекува дека ќе расте и натаму. Ќе можете ли да издржите со семениот? Па, ако не тоа струјата уште толку е поскапа така да. Ова ќе биде едно од поевтините решенија. Добра, државата, владата прави ли доволно да се справи со економскава енергетскава криза да им помогне на граѓаните? Па како што гледам, не. Нема ефект од мерките кои што ги предприемат? Не знам што мерки се покачи, сега се намали за 3 денари, не гледам некоја... Добро, а во однос на дали сте запознаени дека сега БЕК Балкан Енерджи Груп ќе ја изгуби лиценцата? Да. Мислите дека ќе биде сега подобро од кога владата... Вичи кој ќе зема, кој ќе го зема. А може да останеме и на ладно. Тоа е. Мислите дека владата може да го дозволи тоа да... Па не верувам, се надавам, не. Се е можно. Дали користите градско парно? Да. А како сте задоволни од услугата? Одлично. Очекувате ли да растат? Сите други години окей беше. Очекувате ли да растат уште цените на парното? Па не би требало според анализите што ги кажуваат стручњаците. А сега ќе се бара нова фирма на која што ќе се дава лиценца за да раководи со градското парно. Мислите дека ќе биде подобро? Се молиме да биде подобро, постручно, попрофесионално и повеќе за народот. Благодарам. Дали користите градско парно? Да. Како сте задоволни? Па прекрасно. Феноменално. Задоволни сме. А во однос на цената очекувате да расте надаму? Очекуваме да расте зашто инфлацијата е голема и природно е да расте. Тоа за нас не одговара тоа. Мислите дека владата, државата може да направи нешто повеќе за да ги заузда цените? Мислам може да поведе мерки на економска политика со кој може да ги ограничи цените, да не се... Зошто не го прави? Го прави како не го прави. Прави, меѓутоа, не знам и сам, не сум таму, не може. А што очекувате сега
РЕК ја одзема, регулаторна комисија РК ја одзема лиценцата за раководење со градското пармо на БЕК. Очекувате ли ќе биде подобро, полошо? Кои се вашите очекувања? Не знам, имам дилема за тоа. Може и така да биде, али подобро да биде, да биде барем како што беше. Ќе бидам задоволен. Немавте проблем минатата година со температурата? Имаше доста граѓани кои што се жалеа дека некои периоди така малце што беше поладно во еден период од почеток кога го пуштаа парно. Така малце се каснеше, али после тоа нормално беше. Господа, дали користите градско парно? Извини, јас сум од Струга, не сум од Скопје, денеска сум дојден. На што се греете? Ми на дрва таму од Струга во села да сме, со дрва се грееме. Добра, како се сногете со растот на цените? Еве и дрвата гледаме по 4-5 денари кубик стигнаа. Сега што ќе правиш? Толку колку ќе и платиш за што требат. Прави ли државата доволно за да се справи со кризата, за да ги молесне на граѓаните? Слушай, зависи на луѓето. Сега јас немам такви пречки, такви проблеми. За мене во ред, јас со музика сум, ами иде нешто оваму замо, некој што е со послаба плата, тој се знае дека ќе има последици. Значи, на народот му остана само да пее и да јаде. Па тоа, и тоа да продолжиме животот така, со пеење, со јадење. И тоа беа одговорите на граѓаните од Скопје и на некои што не се од Скопје, но ќе ги коментираме вие само од Скопје. Генерално луѓето биле задоволни од парното грејење до сега, но секој не беа задоволни од тоа што приватниот снабдувач со топлинска енергија им ги наплатуваше дури и оние сметки на граѓани кои што не користат парно. Но проблемот не е во тоа. Вие бевте, да речам, инструментализирана од страна на министерот Бектеши да се оправда својата неодговорност, се обиде да ја префрли одговорноста на вас, му одговоривте во ваш стил. Реалноста каква е? Постои ли можност градот Скопје да раководи со таа топломодна мрежа? Да не ја водиме дискусијата подалеку, сметам дека имавте можност и самиот премиер да го слушнете во изминатите денови каде што кажа дека ќе го разрешат, односно го разрешуваат проблемот со системот на топловодната мрежа и сметам дека тоа е доволно одговор за кој како и зошто би требало да го направи истото. Да, практично Димитар Ковачевски кажа дека надлежноста е нивна. Апсолутно дека надлежноста е нивна. Тие се оние практично кои што ја даваат оваа концесија и кои што владата, сега не велам оваа влада, не знам точно во чие време истото сторено, меѓутоа самата концесија дадена од страна на владата и регулирана од страна на регулаторната комисија за енергетика и сметам дека тие ги имаат токму оние инструменти кои што им се неопходни за да превземат се што е неопходно за да се надмине оваа криза, имајќи во предвид дека сето она кое што треба таму да се направи е навистина доста голема инвестиција која што треба да биде изготвена, меѓутоа и период на подготовка треба, кој што е сериозен и треба сериозно нафаќање не само од аспект на финансиските импликации кои што ги има, туку и од аспект на човечките капацитети кои што треба да се вложат практично во целиот овој систем. Да, мислите дека имаше тука некаков обид за, да речам, условно политичка местенка во смисла на тоа затоа што Бектеши го споменуваше предпријатието или акционерско друштво, мислам дека е тоа на градот Скопје, градски енергетски системи. Тој го спомнуваше тоа АД како надлежно за оваа топловодна мрежа. Мислите дека имаше некаков обид за политичка местенка во смисла на тоа вие да ја превземете одговорноста и да немате доволно време пред грејната сезона да го подготвите предпријатието? Прво, апсолутно несериозно е за било кој да сега во ова време на 2 месеци пред почнување со грејната сезона да прави вакви акробации. Тоа го прави само некој кој што е ставен во ситуација, односно во состојба да нема друг излез, односно штом веќе се повлекува таму конкретно концесионерот, мора да се најдат соодветно решение. Дали мислам дека треба да биде национален интерес, односно државна сопственост и така да биде регулирана? Да, исто како и сите други природни ресурси, сите како останати енергенси, сметам дека треба овие работи да бидат нешто кое што треба самата држава да се грижи за нив и не сме да се даваме, односно да се дава можност на приватни компании онаму каде што треба и каде што е нешто од јавен интерес, односно директен интерес за
да се снабдуваат граѓаните конкретно со овие енергенци, да се дозволува да одат во рацете на приватници, доколку е тоа возможно, нели? Сега во овој случај, што и како ќе се превземе на само 2 месеци пред отпушнување со гројната сезона, тоа најверојатно би требало да знае владата, затоа што и самиот премиер кажа дека имаат за истото решение. А што се однесува до ГЕС, самите знаете дека тоа е акционерско друштво каде што до овој момент се уште раководат кадрите кои што предходно беа составени, таму има акционерско собрание. Тоа е нешто кое што треба да биде соодветно направено, регулирано, средено преку едно собрание кое што треба да се одржи во рамки на градот и кое што е посебно. Мандатот сега истекува конкретно на тие членови кои што биле предходно ставени таму и повеќе години кои што раководеа со ова предпријатие. И сметам дека треба да се пристапи кон сериозно да се ревидира кои се позициите, што таму било сработено во изминатите години, дали имало некакви резултати од она кое што било сработено, да се фокусираат луѓето кои што би требало да дојдат на тие позиции, на самата цел зошто тоа предпријатие било креирано и да видиме кога и во кој момент и што може да се превземе за тоа да профункционира. Доколку не ја исполни својата цел, тогаш нема и зошто да постои. Го повикавте министерот дека треба да си поднесе оставка. Да, апсолутно го повикав министерот, затоа што доколку тој во било кој еден момент бил сериозен, имал честни намери од аспект на она кое што го искажал јавно преку медиумите, сметам дека прво би си закажал еден состанок, би дошол на маса да се обиде да разговара за овие теми кои што се и тоа колку сериозни и не верувам дека се нешто со кое што би требало да си собира политички поени да се препукува преку јавноста и преку медиумите, тоа доколку би бил сериозен, затоа што не бил сериозен, сметам дека на истиот начин соодветно требаше да му се реплицира. Имал тој доволно моменти низ овие изминати 5 години и да има состаноци, да има дебати со мене и да поднаучи нешто и да го имплементира тоа што му било кажано. Видовме самите дека не можел, не знаел или како годе да се справи со тие информации и не верувам дека треба да биде јавноста платформата на која што тој треба за вакви сериозни теми да разговара. Да, можело да се седне на иста маса, да, можело да се дискутира за изнаоѓање некакви заеднички чекори за решавање на предизвиците кои што ги имаме. Не зборам само за овој, зборам за секој еден предизвик со кој што се соочуваме во метрополата, дека може да се изнајде начин како да се разговара, меѓутоа тоа не треба да се прави на тој начин и сметам дека доколку некој така се однесува, треба да си ја понесе соодветно одговорноста за кажаниот збор. Министерот Бектеш требаше да си преземе одговорност уште во моментот кога отиде како министер за економија да се слика во хангар, мислам ја објавивте таа слика, да слика во хангар полн со зејтин, кој што му го донираше Србија, за кој што подоцна имавме информации дека бил дел од тој зејтин реекспортиран во Косово и во Албанија. Иако тој како министер за економија, мислам дека тоа би било, тоа беше неговиот најголем пораз како министер за економија да се фотографира со дониран зејтин кој што тој самиот не можел да го обезбеди, морал да моли за донација. И мислам дека тука му завршува него кредибилитетот за да објаснува кој колку каква способност имал и што требал да направи. Ги слушнавте граѓаните околу парното, веруваат дека никој не верува дека градот треба да превземе таа одговорност, како што можете да видите, државата треба да си го изведи, сите го искоментира буквално тоа. Дури Рок звездата Бени Шакири во анкетата видовме кој што кажа дека се е окей, само треба кеш да обезбедат за да си го платиме парното. Малку не им оди тоа од рака, но останува тоа на нив. Да преминеме, предлагам на прашање на гледачите, а има повеќе. Прво прашање е ќе се прскали против комарци повторно? Да, апсолутно. Прскањето против комарци и против ларви практично беше отпочнато годинава во точно временскиот период кој што беше неопходен за истото, ќе се продолжи да се одвива. Гледам дека имаше доста реакција страна на граѓаните за мушички кои што тие ги детектира дека ги има во поголем број во изминатиот период, меѓутоа исто така морам да појаснам тука и дека Центарот за јавно здравје има соодветна надлежност на истото. Имаше реакции на граѓаните и за дератизација за ставарци дека шетале низ градот, повторно тоа е пак на општините дел од надлежноста. Градот Скопје покрај тоа што е повикуван за се и што треба и што не треба, не е надлежен за сите овие работи. Оно што е наша надлежност, ние го превземаме соодветно навремено и се обидуваме да направиме се што е во интерес на граѓаните, да нема посериозни предизвици со кои што тие ќе се соочуваат
случуваат во периодот кој што следи. Гледаме да работиме активно не само на оваа проблематика, туку и на останатите, како што кажавме, фокусот ни е животната средина, фокусот ни е намалувањето на загадувањата, системски мерки со кои што ќе се превенира секоја зима да се соочуваме со овие истите проблеми кои што ги говориме постојано и верувам дека полека, меѓутоа сигурно се движиме кон целта. По кој пат е ова прскање? Четврто прскање против комерција? Не ме фаќате за збор, мислам 4 или 5 пати дека беше прскано од воздух, беше прскано терестојално, значи тоа е комбиниран пристап, сега повторно ќе се пристапува кон прскање и верувам дека нашите служби соодветно секторот, односно одделението кои што се дел за ова задолжени, тоа е во секторот за комунални работи, дека се ја превземаат навремено обврските и работата и дека ќе допринесат до тоа да се што е во интерес на граѓаните да биде превземено навремено. А следното прашање, слично на прашањето од претходната емисија, дали се планира чистење на околината на аквадуктот? Како што кажав, во делот на аквадуктот има одредени работи кои што би требало да бидат превземени, меѓутоа во делот на градот Скопје, она кое што таму би требало да биде наша пренесена надлежност, се уште не е сторено. Имаме одредени комуникации, сакаме да придонесеме, затоа што сметам дека тоа е наше национално богатство, да, културно наследство кое што треба да се посветиме активно, меѓутоа верувам дека Министерството за култура и Националниот центар кој што практично работи во оваа насока дека си превземаат веќе и соодветни активности, онаму каде што ние можеме да придонесеме, а верувам дека нема некој кој што не сака да го види аквадуктот практично да биде на едно почасно место како дел од атракциите кои што секој еден граѓанин кој што ќе дојде во градот Скопје без разлика дали е посетител или е турист од надвор од Македонија да може да го види, е нешто со кое што можеме и треба и сакаме да се пофалиме и треба да се преземат сите чекори за тој да биде заштитен. Не сега во рамки на тоа кое што ние го имаме како надлежност, сме екстремно лимитирани, Мислам не е дека ова пренесено прашање треба да се постави исто така и на Министерството за култура кое што е надлежно токму за аквадуктот, не збориме за околината на аквадуктот, таму мислам дека не, и за околината на аквадуктот, знаете како, тоа е нешто кое што таму има ситуација каде што практично самото земјиште кое што околу треба да биде дадено. Локалитет. Да, не само што е локалитет, туку треба да биде пренесена надлежноста, односно собственоста треба да биде упишана практично во книгите за да можеме да постапуваме на тамо на тој потек. Сега до овој момент согласно таа одлука која што била пред повеќе од една година донесена страна на владата, не е истото сторено, значи повеќе од година и пол, скоро година и пол не е сторена од страна на владата. Евентуално доколку понатаму во било кој еден период истото се стори, тогаш можеме заеднички да настапуваме и да размислуваме во таа. Јас сакам да ги коментирам оние кои што шират лажни информации, дезинформации, лажни вести да речеме во социјалните мрежи, дека за аквадуктот бил оставен така запустен и не знам што. Екс-министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска во една емисија пред, чинам околу 3-4 месеци, објасни дека за аквадуктот треба да се грижи Министерството за култура во смисла на тоа дека треба да се изчистат одводите на аквадуктот кои што се затнати и бидејќи се затнати може да претставуваат опасност за структурата на самиот аквадукт. И истите оние кои што се надлежни да го чистат, наместо да го изчистат, да го средат, имаат војна, да речем, социјалните мрежи водат со градот Скопје дека градот Скопје е надлежен. А знаете како, сега да не бидеме вицкасти, меѓутоа вие самите како што можете да приметите уште од 1 ноември минатата година се што се случува во градот, па и пошироко винове на градот. Така да постојано за се за кое што може да се фрли вината на некого се фрла на градот. На крај ќе излезе дека ние сме надлежни за се и дека би требало да постапуваме по се, а тоа не е така и верувам дека ќе се обидеме на граѓаните да им појасниме, а на крајот од приштата сето она кое што наша надлежност. Не, мене ми пречи бегањето од одговорност. Одговорноста наједноставно е така нешто со кое што вие како личност или како институција не можете да се справите да го префрлите на друг. Да. Меѓутоа во овој случај градот Скопје би имал надлежност, би си ја решил согласно надлежностите она кое што може да го направи да го превземе. Сега кога немаме надлежност, тоа е тоа. Само ќе можеме да се бориме со овие лажни вести и дезинформации и да им покажуваме и да им докажеме на граѓаните дека тоа не е така како што се презентира.
во секој еден случај нема зошто нешто доколку можеме да направиме да не Да го не го направиме. направи, И би го направиме. Сметам дека досега покажавме дека се оно што може градот Скопје да го направи, дека го прави. Па дури и граѓаните ќе повикаат, ќе апелираат, ќе укажат на Да, нешто. имате сега- Излегуваме на терен, се обидуваме да го направиме, да се справиме со тоа што го имаме и нема зошто да не се направи доколку можеме. Имате еден апел, вели подитно ја замолувам градоначалничката да се изфарба пешачкиот премин кај Автомотор Сојуз бензинската пред Идадија поликлиника избришана, нема каде да се помине улицата. Во ред. Еве уште утре ќе излезат да го сторат тоа. Вертикалната, хоризонталната сигнализација е многу важна. За нас многу долг период ништо не беше сторено, дури имавме еве и апели од, како што кажав, минатиот пат од представниците на такси компаниите дека не се обележани такси местата, дури истите биле глобени од страна Да, Министерството, полицијата казнува и пешаци кои што не поминуваат на пешачки нема нацртано. Ма добро, она кое што до сега не било направено, нормално не може Да, да, се да, направи тој за не е еден ден. преку ноќ, Почнавме активно, да. значи за истото има елаборати проекти по кои што се оди, кои што се следат и ќе го направиме во секој еден случај. Сигурно Истото ќе пред- се обновува континуирано затоа што нели нормално. Да. Еднаш кога ќе се исцрта не е тоа вечно, меѓутоа треба да се внимава и да се Тоа сега да го кажам, префарбува не е одреден преку ноќ период. да се избрише пешачкиот премин сигурно. Имате уште една молба, тоа е градоначалничката да го поправи патот Бардовци кон Визбегово. До куќите во Бардовци не може да се оди дупка до дупка. Тоа е градска улица. Бардовци кон Безбегова. Да. Тоа во овогодинишната програма не беше ставено, затоа што ние, како што знаете, располагавме со буџет кој што беше во голема мера однапред утврден и располагаме со лимитирани финансиски средства како град. Знаете дека нашиот буџет не е преголем од една страна, од друга страна исто така и енергетската криза навистина многу голем импакт имаше, сметките за струја беа навистина превисоки, се обидовме и сега имаме ребаланс кој што следи, со кој што ќе се обидеме да санираме дел од штетите, меѓутоа воедно и да не скратиме ништо од позначајните проекти кои што сметаме дека се приоритет за граѓаните и верувам дека ева и оваа улица ќе биде ставена во редот на оние кои што треба да се санираат и да се реконструираат во интерес на граѓаните. Нормално дека не можеме се одеднаш да направиме. Повторно да напоменам дека влеговме во ноември месец во град без проекти. Значи неколку проекти имаше отпочнато кои што се со бројни предизвици, а кога прашавме што има од готови проекти оставени за да можеме да отпочнеме со реализација и со реконструкција, немаше ништо. Во изминатите неколку месеци, значи се проектираше во градот, се работеше на креирање на проекти, истиве проекти почнаа да се тендерираат и еве сега веќе сме отпочнуваме со оваа градажна офанзива која што отпочна минатата недела од Ѓорче Петров, со тоа да ги реализираме сите овие проекти кои што ги изработивме во изминатите неколку месеци. Имате уште една идеја на кеот да има повеќе чешми за пиење вода на целиот потек плюс волонтери на Црвениот крст кои ќе помагаат на граѓаните кои користат кеот. Да, благодарам за иницијативата. Еве во соработка со Црвениот крст, кој што навистина Но и чешми за имаме пиење вода. квалитетна соработка, ќе искомуницираме со нив и ќе им ја презентираме оваа идеја доколку е возможно да имаат исто како што имаат своја станица, нели нормално и наводно, да имаат и по кеот и онаму каде што може да допринесат за поголема сигурност за граѓаните, а од друга страна ќе го земеме ова во предвид, ќе видиме каде има такви технички можности да се овозможи за граѓаните да има повеќе чешми за пиење. Нормално 21 век верувам дека сето тоа е можно, меѓутоа треба да видиме нели технички исто како да го изведеме. Следното е исто апел до вас. Вели со отварањето на булеварот Босна и Херцеговина останавме без автобус од 9:35 кои беа единствени кон населбата, од населбата Скопје Север. Постојката постои кај Кам Маркет, но автобусите се укинати. Ќе видиме зошто е тоа така. Ја немам оваа информација, би требало да се исконсултираме со директорот на јавното сообраќајно предпријатие, да видиме која била потребата и фреквенцијата од тоа да се движат таму автобуси и доколку постои таква можност ќе излеземе во пресрет на граѓаните и ќе овозможиме повторно таму да има автобус. Околу Есенинова, тоа е улицата позади Тутунскиот комбинат, кога ќе се заврши улицата и кога ќе се стави во употреба? Таму чинам имавте некој спор со некоја експроприација, ако не се лажам?
Таму имаше, не беше само спор со експропријација, значи таму имаше доста проблеми, се јави проблеми со бунарскиот систем, тоа е нешто кое што бевме соочени, кое што би требало да биде, кажав повеќе пати да не се повторувам, меѓутоа проблемите треба да се антиципираат, односно се предвидат што е она кое што може да се јави како предизвик во изработката, а тоа се прави со тоа што ќе се сработи квалитетен увид на лица место, изработка на проекти, сето она кое што треба за да се спроведе проектот брзо и ефикасно. Таму имаше еден голем проблем со бунарскиот систем, се обидовме во изминатиот период да го надминеме, веќе е надминат истиот и во скоро време ја пуштаме во употреба самата есенинова при крај се градежните работи. Верувам дека оваа улица која што беше отпочната во 2020 година, која што требаше веќе минатата година биде завршена, дека еве сега конечно ќе се заврши затоа што се надминати сите оние проблеми кои што доколку биле предвидени претходно, нели нормално немало да трае толку целиот овој проект. Една имате еден од гледачите се согласува со вашиот статус за Бектеши, а тоа е Бектеши неписмениот. Со Зетинот може комодно да се спакува и да си даде оставка, Данела може и неговата позиција да ја води без проблем. Но тука сме да одговараме на прашања. Почитувана градоначалничке, дали ќе има субвенции за пелети? Лани беа 190 евра, годинава 310 сега за сега. Оваа иницијатива повеќе пати пристигна до градот Скопје. Се би требало да се разгледа од кај нас дали постојат такви можности да се одвојат средства за оваа намена. Како што и самите граѓани знаат, да повторам, лимитиране буџетот. Значи во рамките на оно со кое што ние располагаме, јас многу би сакала да имаме колку владата 4,5 милиарди буџет, меѓутоа ние располагаме стварно со многу мал буџет за една метропола во споредба со било која од другите градови во, треба да кажеме, со Загреб, со Љубљана, сме можеби 15 на пати со помал буџет располага градот Скопје, што е поради ниското ниво на децентрализација, што е поради тоа што еве во делот на даноците на имот нема праведност и правичност во делот на наплата, односно на прибирање на даноците, односно немаме квалитетен систем преку кој што граѓаните без глобење би можеле да бидат вклучени во системот, односно би требало да си ги пријавуваат сите овие преноси на имотот за да можеме да имаме добар систем преку кој што ќе понудиме квалитетна услуга за сите нив. И во рамките на своите можности се обидуваме да направиме се што можеме. Знам дека имаше многу реакции да отвориме онаа тема за инвертерите, каде што кај граѓаните имаше доста незадоволство, меѓутоа таа е сумата со која што градот располага. Немаме неограничени ресурси. Значи ресурсите се тие. Пред околу 4-5 години владата одвоила една поголема сума на средства која што е дадена во тоа време на градот за да може да се доделуваат овие инвертери. Останатата сума која што беше во вредност од 24 милиони од претходни години, оваа година беше доделена, односно веќе на крај се истроши таа сума која што во 2018 година, ако не се лажам, била доделена од страна на владата. Се обративме да видиме дали можеби би сакала владата повторно да излезе во пресрет на граѓаните и да додели уште некоја сума за да може да се покријат трошоците што се одесува во делот на алтернативните начини на загревање и наладење на граѓаните, односно да имаат начин како да им се излезе во пресрет. Ќе видиме кој ќе биде од таму одговорот, меѓутоа генерално средствата со кои што ние располагаме навистина се лимитирани. Сакаме и треба да помогнеме во голем број на проекти, едновремено треба да направиме и проекти кои што граѓаните ги бараат, кои што се неопходни во делот на инфраструктурата, а со тоа со кое што располагаме, верувате ми дека го правиме најдоброто што можеме. Мислам да би имале поголем буџет, верувам дека резултатите кои што градот би ги испорачал би биле навистина утра на високо ниво. Дали се планира акција за средување на малиот ринг по однос со средување зеленило, замена искршени плочки, чистење од плакати и боја и асфалтирање со цел барем за момент строгиот центар на Скопје да се разубави пред летната сезона? Почнавме веќе со соодветна акција, онаму каде што може да се санира. Работиме на тоа да се завршат сите постапки за да можеме квалитетно да го разубавиме центарот на градот. Таму има голем број на предизвици, на проблеми кои што за жал и не се наша надлежност, колку и ние да сакаме дел од нив да средиме, не можеме нити посредно, нити непосредно да влијаеме на тие постапки, на тие процеси, меѓутоа сето она што е наша работа, ние ќе се го завршиме соодветно.
ќе се потрудиме и покрај тоа што многу манипулации има, многу лажни информации има, многу работи се префрлаат на нас кои што не се во нашата надлежност. Она што е наша работа, ние нашата работа ќе ја завршиме во интерес на граѓаните. Имате прашање од ЛС на град Скопје. Вели дека сте имале состанок со нив на почетокот на јануари и ви ги посочиле сите дописи кои што тие ги испратиле на претходниот градоначалник, ве запознале со сите нивни активности и дека биле претходно, претпоставам, не го разбирам дека прашањето, дали има некое задржување кон обезбедување на поволности за крводарителите? Поволности за крводарителите, значи ние имавме неколку акции што се однесуваат до крводарителските акции кои што ги работиме заедно со Црвениот крст. По односно на кој што можеме да го направиме, работиме на систем кој што е во наши ингеренции. Вие сигурно и знаете и самите дека ние сме лимитирани, меѓутоа сето она кое што е квалитетно и во интерес не само на самите граѓани, туку и на секоја една препорака која што ќе ни пристигне, која што е за добробит, за подобрување без разлика на дали е на социјалниот или на здравствениот или пак на финансискиот статус на граѓаните, се обидуваме да го направиме најдобро што можеме. И сите овие иницијативи кои што пристигаат соодветно се прераспределуваат по секторите кои што се обидуваат да најдат решение. Нормално не е све возможно да се реши во неколку месеци, меѓутоа сакаме оние решенија кои што ќе ги знајдеме да бидат не само да бидат квалитетни, туку и да бидат системски. Системски значи дека ќе ги имплементираме сега и за 4 или за 8 или за 12 години од сега да не е важно кој ќе биде оној кој што ќе води во градот Скопје, да се знае дека тоа е воспоставен систем кој што функционира и кој што не може да се прекине затоа што е од интерес на граѓаните. Повторно имате прашање за автобуси, зошто нема редовна линија во Шуторизер? Тоест, сега ќе прочитам целосно, тоа е соодветни уредени автобуси во Шуторизер. Тебе по не знам кој пат да одговорам. Во 7 месеци, во 7 месеци не може да се ревидира целиот. Тие се редовни, ама биле не биле соодветни, не биле. Во 7 месеци не може да се целосно да се возобнови нити целиот систем на јавното сообраќајно предпријатие. Јавното сообраќајно предпријатие покрај она што беше оставено девастирано со милионски долгови, исто така беше оставено со девастирана состојба на возниот парк. Самите знаете, кажав, напоменав, не само еднаш повеќе пати дека и дури и новите автобуси кои што биле набавени во 2019 година, за кои што ни доспева на секој 6 месеци по една огромна рата на кредит, биле оставени несоодветно сервисирање, па сега се сервисира, се правеше се што е возможно да се стават во употреба истите да бидат функционални. Останатиот возен парк е тој кој што е, значи ние се соочуваме со возен парк кој што е делумно дотраен, а останатото самите можете да видите се соочуваат со голем број на проблеми и самите приватни превозници кои што имаат дел од јавниот превоз во градот Скопје, трошоците со кои што се соочуваат, еве и да не беше оваа криза сега енергетска која што ја имаме, со самите долгови и со целото на кое што е направено во јавното сообраќајно предпријатие ќе имаше потешкоти за да се санира и за да се оптимизира процесите кои што ги имаме таму, а не пак сега на оваа криза во која што немаме помош од никого. Значи оставени сме сами на себе. Градот, јавните предпријатија, сето она кое што го имаме, кое што го правиме во интерес на граѓаните, се снаоѓаат како знаат и умеат. Гледаме да не скратиме од проектите, затоа што и самиот град мора да испорача резултати, она кое што е ветено во програмата. Многу пати сум го кажала, има да реализираме и повеќе од 100%. Сето она кое што било ставено во програмата има да се реализира. Меѓутоа, како ќе го реализираме доколку ние ги трошиме средствата ненаменски или ги трошиме на работи кои што не биле предвидени. Се наоѓаме во голема криза, се наоѓаме во состојба кога имаме двоцифрена инфлација, се наоѓаме во енергетска криза каде што енергенците се вивна повеќе од 500-600 пати, значи се зголемени цените на она кое што го плаќаме не само во делот на електричната енергија, туку и во делот на она кое што се трошоци по основ на горивата кои што ги користат автобусите, без разлика дали се тоа ЦНГ-то или пак се работи за дизелот, и се обидуваме најдоброто да го испорачаме што можеме. Да апелирам повторно
до граѓаните. Знам дека на нив не им значи многу тоа што ние се наоѓаме во кризна состојба, меѓутоа верувате ми дека во ваква состојба се обидуваме да го направиме најдоброто што можеме, гледаме секаде онаму каде што можеме да излеземе во пресет, да се тргнат трошоците за да не плаќаат, особено одредени категории, она кое што сме го кажале дека ќе биде кон транзиција за да можеме да обезбедиме брз, ефикасен, безбеден па и бесплатен јавен превоз, меѓутоа од друга страна, она со кој што се соочуваме во овој моменти со што се судрува целото јавно сообраќајно предпријатие, навистина тешки проблеми, дел од големите долгови кои што се настанати од претходно, а дел и од она со кој што сме соочени ради поскапувањето на енергенсите. Така да на граѓанинот само да му одговорам, да имавме со што да се сообраќа и често, и квалитетно, и брзо и ефикасно, немаше да бидеме во оваа ситуација. Ќе го разрешиме овој проблем, ќе се реши трајно, ќе се реши квалитетно и верувам дека ќе биде во интерес на сите граѓани во целиот град, не само во Шуто, Ризари, и сега ги споменавте дел од местата, како што кажавте, по Босна и Херцеговина, кажа граѓанинот линиите 935. Значи голем број на други линии има кои што навистина се наоѓа, мислам барање на граѓаните има и да се продолжат и да се отворат линии кои што ќе бидат, ако можам така да кажам, пробни линии каде што би требало да видиме дали таму има зголемен или нема зголемен интерес од граѓаните, за да може да се стигнат соодветно да се поврзат со останатиот дел од градот и ќе направиме се што е во наша моќ. Меѓутоа не можеме се да направиме одеднаш и верувам дека во следниот период ќе има напредок. Прашање дали кога планирате да го започнете проектот за одвод или фекална канализација, не сеќавам избега прашањето, во Кучевишка бара и Белкан? Во Кучевишка бара... Или таму веќе почнат кога што? Не, во Кучевишка бара и Белкамен морам да кажам дека веќе има некаков напредок. Отпочнавме, ова е, притом морам да ви кажам, повеќе деценијски проблем и навистина граѓаните таму се соочуваат со огромни предизвици и во делот на фекална атмосферска канализација и во делот на водоводот, значи, она кое што го имам како последна информација е дека веќе е изнајдено начин од страна на градоначалникот кој што е на Чучар Сандево да се лоцира, односно да се позиционира, каде ќе се позиционира практично таа пречистителна станица која што е важна за тој дел. Верувам дека и владата тука во делот на изградбата и во делот на она кое што треба да се реконструира ќе помогне, затоа што ова е голем капитален проект кој што во делот на овие населени места практично да профункционираат како што треба, она кое што е до градот Скопје и до водовод за примарна секундарна мрежа да се овозможи за граѓаните да функционира. Градот Скопје преку јавното предпријатие водовод и канализација веќе го ревидира работи на проектот и го најавив и претходно за граѓаните дека работиме за да може соодветно да се имплементира и верувам дека за овие 2 месеци и 3 месеци колку што се работи на тој дел има навистина сериозен напредок и дека ќе го видат и самите граѓани она кое што сме го ветеле дека ќе се испорача. Меѓутоа овде морам да напоменам дека ќе има здружени напори, дека повеќе општини заедно ќе работат, не е само Чуча Сандево, повеќе општини се функционални таму, мислам дека и општината Газибаба ќе има свој придонес, и Бутал, така извинете, има свој придонес, ќе придонесат заедно со јавното сообраќајно предпријатие, заедно со јавното предпријатие водовод и канализација, градот Скопје ќе придонесе, меѓутоа мислам дека и централната власт ќе во рамки на своите можности ќе се погрижи за тоа да она кое што е во нивна надлежност да профункционира на барање на голем број на граѓани кои што живеат таму на тој поток и се соочуваат, па можеби повеќе од 2 децении со овие проблеми. Едно навистина еден вака бенигна ситуација, ама навистина ситуација која што може лесно и брзо да се реши, а тоа вели спроти клуб на пратеници се поставени контейнери од претходното раководство на град Скопје до самиот пешачки премин, нема никаква прегледност како за возачите, така и за пешаците. Овие повеќе АП. Верувам дека сигурно директорот на јавното предпријатие комунална хигиена ја следи емисијата и дека ќе имаме можност да најде соодветно. Морам да апелирам дека што се однесува до местата каде што се поставуваат овие садови за отпад,
се определени со како микролокации, односно се утврдени со соодветна проектна документација и треба да се види дали постои некаква можност истите да се поместат никаде каде што не би Нема сметале да нити сметат. на граѓаните, меѓутоа нити на сообраќајот тука за да може да биде прегледно и на повеќе аспекти треба да се внимава Безумно. кога се одредуваат овие микролокации. Во секој случај постои можност за нивно ревидирање и сметам дека доколку навистина им смета на граѓаните, дека треба да се превземе нешто за тоа. Градоначалничке, ви благодарам. Час и 10 минути. Отчет за мината недела, одговаравте на прашања, гледавме анкета. Следната недела да оставиме нешто за другата недела. Има уште прашања, но ќе ги оставиме за наредната недела. А до наредната недела очекуваме дека дел од овие апели и проблеми ќе бидат решени. Да, им благодарам на граѓаните навистина за тоа што активно се вклучуваат секоја недела во од аспект на не само да дебатираат со нас, туку едноставно да ни укажуваат, да ни даваат свои забелешки, да ни даваат препораки, да ни укажуваат на што на кое што им смета во секојдневието или дури да ни даваат препораки како да го подобриме на кое што го правиме во моментот. И се надевам дека во рамки на кои што се наши можности како градска администрација дека ќе можеме истото да го завршиме во најкраток можен рок. Исто така морам да напоменам дека стотици барања на граѓаните, како што напоменав, преку 24 часа отворен град решаваме на неделно ниво, што воодушевува од аспект на тоа колку граѓаните ги користат овие платформи кои што ние им дозволуваме да можат да ни ги испраќаат своите барања и на какви све квалитетни мерки и препораки ни доставуваат таму. Така да апелирам повторно активно да ги користат, да испраќаат се тоа на кое што сметаат дека можеме да излеземе во пресвет и да го разрешиме на нивно барање и во нивен интерес и се гледаме наредната недела каде што повторно ќе имаат можност да не комуницираат и да ни укажат на нешто и да ни препорачаат нешто што сметаат дека ќе го подобри нашиот главен град. Почнувани гледачи, ви благодарам и на вас што ја следевте емисијата, ви благодарам на интересот. Како и секогаш во голем број ја следите секоја емисија. Среда тешки муабети со Стефчо Јакимовски, петок тешки муабети со Палчо, недела требаше со Јанко, Јанко е на одмор. Ќе имаме едно изненадување за вас. Во меѓувреме читете Инфомакс, добивајте ги информациите без цензура и секогаш први. Довидување и останете се здрави.